То време е за првиот разговор во студио. Драго ни е, задоволство ни е што во студиото имаме исклучително талентиран, меѓутоа се работи за многу млад автор. Васја Мицковски, добро утро и добре ни дојде во студиото. Прво би те прашал името. Има малку е специфично. Васја? Да. Името има првенствено добро утро и благодарам за приликата да гостувам во вашата емисија. Добро утро до сите гледачи. Името Васја, мислам, влече руски корен, има руско потекло и конкретно, бидејќи се однесува дел од, мислам, една од приказните дека се однесува на царска Русија, значи нешто кралевско, нешто царско, нешто возвишено, меѓутоа јас, еве, како Васја, тие што ме познаваат, се обидувам да бидам се поскромен, така да името ми е навистина ретко и мислам дека тоа е многу голема една предност за автори. Исклучително. Ама има и нешто во самото име, нели? Има, веројатно. Зборувавме кога влезе во студиото дека многу наликуваш на Хари Потер, за сите оние кои што го читаат тој дел. Ќе кажеме слободно македонскиот Хари Потер. Да. А која е целта на твоето пишување, да направиме паралела? Има ли нешто магија како Хари Потер? Целта на моето пишување е да докажам дека понекогаш треба да го искажеме она што сите го мислат, меѓутоа се плашат да го искажат, така да магијата веројатно се состои токму во тоа. Јас не верувам во некоја си трансцендентна магија на моето пишување, туку напротив го говорам она кое што екзистира во реалноста, кое што не прави она што смее, меѓутоа кое што честопати е завиткувано во плаштови, некој не е до крај изречено и верувам дека затоа и темите на моите книги, на моите есеи се попровокативни, затоа што доколку го пренебрегнуваме она кое што не контролира постојано, ќе станеме фактички, ќе се соживееме со истото и ќе заборавиме што е вистинито, што не мачи и ќе станеме дел од тој орвелијански синџир на општеството. Пишувате од најрана возраст и така всушност навлегувате во литературата. Да. Па започнав со пишување прилично рана возраст, мислам на првите литературни конкурси во основно образование. Меѓутоа, јас по-конкретно, по-специфично со филозофски романи и со белетристика се занимавам од моето средно образование, од прва година средно, кога го срочив првиот мој ракопис, тоа е Апокалипса на младиот роб, кој што го издадов во втора година. И отпосле, нели, патот продолжи, летно време, зимно време, кога имам слободно време, ги пишувам моите романи, кои што веќе се неколку на број, еве сега вториот го издавам, Сета боја за црнината. Прито тука да можеме и да ги поканам гледачите на 19 февруари од 18 часот и 45 минути да дојдат на големата промоција во гимназија Орце Николов, која што ќе биде така не секојдневна, како и тематиката на книгата, една уметничка приредба, можам да кажам. Ќе го продолжиме муабетот вкрстено. Напомена дека си ученик во средното училиште Орце Николов, многу е млад. Значи ова е сепак начинот на кој се изразува малку оддава впечаток дека ги нема тие години, меѓутоа сепак се работи за средношколец, одличен ученик со сигурност, тука нема сомнеш. Каде понатаму, каде ќе го продолжиш образованието? Па, по образованието планирам да го продолжам на правни студии. Уставно право ме влечел уште откако сум бил мало дете. Да, колеги ќе бидеме, меѓутоа јас конкретно правото ме влече затоа што сметам дека слични побуди кои што ги имам во тој контекст ги пробудувам и во моите романи. Тоа е желбата за вистинолюбивоста, желбата да се изведе нели правдината пред очите на обичните луѓе, дали е тоа во контекст на државен поредок или е во контекст на книга и прикажување на некоја вистина. Мислам дека се слични побудите. Ваша главна одлика филозофското размислување и убавиот пишан збор, меѓутоа сепак се одлучувате за нешто сосема друго, меѓутоа и во правото има филозофија. Да, тоа е јуриспруденцијата, тоа е филозофијата на правото, е една од најважните дисциплини, би рекол, така да филозофското размислување не можеме да го отцепиме од останатите дејности општествени, затоа што тоа е, како што знаеме, нишка и корен на сето наше постоење. Така да верувам дека секој гаи филозофско размислување во она што го прави. Ти веќе ни најави за промоцијата на романот Сета боја за црнината. За што се работи? Која е приказната?
Сета боја за црнината се работи за животот на еден уметник кој што е постојано прогонуван во општеството, кој што поради една своја новинарска статија, метафорично речено, меѓутоа поради многу други апстрактни причини кои што тлеат во романот, е постојано прогонуван од протестантите во неговата земја и токму затоа тој се од Русија се сели во Франција, надевајки се дека тој бран ќе престане, тој бран на незадоволство ќе престане, меѓутоа токму напротив, Фјодор, главниот лик, се соочува со немилосрдието на човештвото во современ контекст. Се соочува на злобата која што честопати извира од луѓето и затоа уметноста, бидејќи тоа е нели главната тема на овој роман, во делото е прикажана како убавица која што е сместена во еден кафез и сега луѓето, особено во совремието, стрелаат кон неа. Ние честопати знаеме да ја уништуваме уметноста на секојдневно ниво. Веќе не познаваме што значи естетска вредност на уметноста. И пак од друга страна се поставува прашањето постојано во делото кој одредува што е естетско, кој одредува што е уметнички приемчиво, а што не е. Кој одредува што е уметност, што не е, која има таа арбитрарна моќ. Така да верувам дека главната тема, ако можам во една реченица да кажам на делото, е борбата на уметникот со општеството и со самиот себе си. И за крај, зошто ваков наслов? Насловот е ваков затоа што сакам да се обидам да докажам и покажам дека не секогаш црнината е таа која што владее со светот. Иако таа е конкретно главната тема на действието во овој роман, на диегезисот, токму напротив, главниот лик и сите останати споредни ликови ја откриваат бојата пред него, ја откриваат бојата пред читателите и всушност бојата зад црнината таа која што на крајот го дефинира човекот како што е. Меѓутоа ова не е твоја прва книга, ова е втора твоја. Втора, да. Апокалипса на младиот роб, исто тука имаме малку да. Позагадочно, мрачен наслов. По-окултно би рекол. Так. Апокалипса на младиот роб е филозофско-психолошка повест, не е класичен роман, како прирачник за младиот човек во кој што така можна директно во втора година образование го посочив оно што го чувствував и го сметав пред се за потреба во тој. Да, веруваме дека продолжува со пишување и во иднина. Се гледаме на твојата промоција, потсетување уште еднаш 19 февруари, 18 часот и 45 минути во гимназијата Орце Николов Скопје. Ви благодарам за приликата. Ова беше убав разговор, ова е навистина неверојатно за толку млад човек, а толку инспиративен и секогаш помислете на вас кога ќе ги обвинувате, односно ги обвинувате и ги судите младите генерации. Сепак има надеж.